Еве на назад во студиото, малку да се освежим освен со сокче, гостите мои некој кафе, некој чај од Стокомак, господинот Змијанац избра чај од брусеница утрово. Така е. Си практикувате чајче од Сабајле? Да. Да? Значи прво топла вода со лимонче. И потоа има неколку врсти на чајви кои ги пиеме, еден е индиски, аюрведски, жалке со куркума, цеден сок. И Браво. после тоа се стартува со доручек. Тоа е рутина секојдневна, односно рано утринска. Така. Туку нешто го нема Роберт да не му дадовме. Нема. Сега сакав да ве прашам, бидејќи седнавте на неговото место да прашам што се случи. Не бе баш задоволен од неговите прашања, однесување. Му реков да замине малце да се го ослободивме. Го ослободивме малку. Да. Сигурно сум дека одлично ќе се снајдете вака улога на ководител. Да, еднаш ми се случи со една новинарка на Алфа бев гостини, така со двајца бевме соговорници и ја почнам да му поставувам прашања. И новинарката ми вика нема да ја откријам. Се заедно се возиме назад, викам дали нешто ти направи проблем? Не, вика. Таман се, викам би ми одбрала пак, да, вика, секогаш би те одбрала, затоа што си таков, те знам, и независно од која политичка партија ти си истиот. И ми се допадна тоа. И така, значи... Така што имате искуство, сега не ви е прокот како водител. Нема да ти ја одземам улогата на водител, ама Роберт можевме да го пуштиме малце да се одмори. Можевме да го пуштиме малку да се одмори секако. Во овој дел, како што споменавме, малку порелаксирано, драги, како што разговаравме по телефон. За тој првиот дел со сериозните прашања не бев ја задолжена. Евгени, вие одбравте кафенце, така го започнувате денот? Па да, обично. Салија исто? Да. Или нешто друго? Обично со дуречек започнувам денот. Кафе повеќе би да се напијам околу средина на ден кафе. Така? Но често и сабањачки пред излезам од дома ќе се напијам едно кафе. Зависи од денот каков е, некој се случи да испијам по 4-5 кафења на ден, што знам дека не е здраво и не е уред, но си некој навика да се напијам кафе. Убаво се чувствам кога се напијам кафе, таа и не ми е само и кофина, него и мирисот на кафе, вкусот. Така, и навика, некако... Да, и некоја навика. Како ритуал. Ритуал, утрински ритуал со пријатели, за муаве, така да... Стварно, кафе ми е некој секојдневие скоро. Така. Салија, исто и вие? Да, си сакате кафенце? Многу го обожавам кафето. Јас сум човек на кафето, така да денот го започнувам без кафе, ништо не ми е интересно, не сакам да се разбудам да станам. Кафето, знаете како, додека бевме уште студенти, тешки ноќи сме поминале, единствено друштво во тие тешки ноќи тоа да спремам испити ни беше кафето. И сега тоа ни остана една така навика, секако дека не е здраво да се претирува нели со кофеинот сепак. Меѓутоа, ета и на работа кога сум за време на работната недела, утрото го започнувам со кафе, па и дома кога сум викендот, првен го мониторирам Давид што прави, па после тоа кафенце. Да. Супер. Ете, нека вие на здравје тука во едно убаво одлично друштво. Сега може да одиме со фотографиите кои што ни ги испрати господинот Змијанац, а рековте дека сакате и некому да честитате роден ден, нели? Да. Денеска е символичен ден кога ме поканивте. Денес е роден ден на мојата Горден, мојата сопруга, и во ова пригода и го честитам роден ден. Роден ден од Горден, ќе се видиме. Жива и здрава. И многу ме инспирира што е покрај мене и заеднички што го ја водиме ова, би рекол, битка за поправеден свет на децата од самиот почеток, е веќе 32 години на 29 април. Навистина е голем предизвик. Турбуленции сме поминувале заедно, но и останавме во таа борба заедно. Браво, преубава честитка. Партнерот е поддршка. Секако и ние се придружуваме на честитката, нека е. Благодарам. Среќен роден ден, да си имате убав ден денеска, па ете во продолжение ќе може да се потсетиме на фотографиите кои што ни ги испративте. Започнуваме со фотографии од детството. Тука ова е полуматура. Црна коса. Како Елвис Присли. Која година е ова? 74-та. 74-та. Да. Ова е полуматура. Така. Јас не успеав сите фотографии да ви ги испратам, ама чувам нешто и дополнително. Да, таа на телефон на крај ќе покажеме. Ова е на Тајип Ердоган сопругата, беше кај нас во прва детска амбасада во Светот Мегеши. Со цела делегација турска на сите можни сопруги, министри, министерки, така натаму, и врачивме бушавко статуетка. Така. Ретка пригода да некој добие таква статуетка.
Едно од нив има и Киро Глигоров, покојниот прв председател на Македонија. Така да навистина ја шириме оваа благородна идеја во целиот свет. Браво. И бидејќи ние сме всушност и прва детска амбасада во светот Мегеши, го имаме тој легитимитет и мандат на тој начин и да комуницираме со Така е. светската јавност. Следната слика да видиме што ни кажува. Правда за детето. Ова е борба Мајката, со таткото, родители, да, баби, дедовци, така. Ова е борба против отуѓување на детето од родителите и од поширокото семејство. Знаете дека во последно време, па не е последно, веќе 5-6 години, бракоразводните постапки се тешки, травматични за децата. Не секогаш родителите успеваат да се договорат договорно без да одлучи Центарот за социјална работа кој ќе биде прв, втор, старател, главен родител и така натаму. Борбата е заедничко видување, заедничка грижа, заеднички буџет. Во постапка сме дека законот за семејство треба да се смени. Има борци и борки за ова работа. Мислам дека јавното мислење веќе е критично, дека бидната влада би требало да го измени овој закон, да има возможност на родителите без пречка да си ги гледаат своите деца и да нема отуѓување. Еве, тука многу мал. Па да, тука сум една годинка што стојам така нешто. Овдека оваа фотографија, всушност јас сум роден во Скопје, сум живеел пред земјотресот во Капанан. На самиот центар би рекол сега е Битпазар, таму на чардакот убаво се сеќавам до 3,5 годишна возраст и ова е фотографија како бебе. Многу убава, навистина. Еве пак една работна фотографија. Да, комбиниравме. Ова е меѓународна конференција, ние сме членки на многу организации, меѓу нив и ADGTO International, Child, Europact, Child Help International и да не ги набројувам. Ова беше конференција во Македонија организирана. И членки сме таму, еве токму денеска во 2 часот ќе имаме онлайн средба, најверојатно ќе се организира следната меѓународна средба во Најроби. И ќе се договараме како понатаму со крај на детската сиромаштија. Супер, за сето тоа нели информираме и ние. Еве уште една црно-бела. Факултет, да, ја завршив институт за одбрана. Е многу интересно. Бев и асистент 7,5 години по предметот теорија за војната, а сега работа на градење култура за мир од рана детска возраст и малце тоа чудно да од еден човек кој се занимавал со теорија за војната, сега работи на градење на мирот, ама секоја паричка има две страни на медаљата, така да убаво е што во тој дел сум се развил у кариерниот развој на тој начин. Така, и од една и од друга страна, што се вели двете страни на приказната, и уште една работна. Ова е со Васка Байрамовска, заменик омбудсмен, таа е личност. Ние уште 97 се залагавме институција народен правобранител, ама да биде детски правобранител. А тогаш се воведе институцијата народен правобранител. Васка е задолжена за детските права и децата со попреченост, така да е добар и наш поддржувач во однос на таа кауза. Тука е конференција кога родителите маките кои ги имаат во бракоразводните постапки си ги каже на оваа конференција одржана во Скопје во Континентал. Така. Тука сум бил малку помлад и послаб и со повеќе косичка, а овие се нашите активисти волонтери. Значи, ова е ННВО саем, сме учествувале на многу саеми. Ако гледате и СОС бројот, сме го популаризирале, сега е 2465316. Многу волонтери, многу активисти поминале во Мегеши, во нивниот кариерен развој. Многу често ни се заблагодарува затоа што она што го учат на факултет е едно, а она што ќе го стекнат како пракса кај нас е друго. И заедно сме си потребни едни на други за да наградиме поправедно општество за децата. Секако дека е така. Ова ми е многу мила фотографија. Една филмска фотографија, можам да кажам. Да, имам неколку филмски фотографии од Кокан, еден мој сосед од Ѓорче Петров. Ова е покрај кеот на Вардар, кога Вардар имаше ракчиња, пливавме, се шетавме, имаше шума и така натаму. Тинеџер на 17 години. Така, со слободарски дух, со еден однос кон музиката неверојатно. Значи, јас бев, би рекол, дискофил, ужива во музиката, си има своја плейлиста, купував лонгплей. Целата опрема што требаше за еден тинеџер од тоа време, касетофон, магнетофон,
како се вика, звучници, озвучување и така натаму, многу често им повикува на забави да им пушта музика. Значи джудо и диџеј. Диџеј, да, дури сега еден мој колега ми вика, немој да забориш да кажеш дека јас и мојот другар од детството сме били првите панкери во Македонија, кога одевме автостоп 77 година низ Јадренска магистрала, а ги видовме првите панкери ние кога дојдовме во Скопје во Диско Турист, со нас ја отвара приредбата, односно забавата, ајде Black Betty ја пушта и ние тука малце се така во тинеџерски набој бевме доста присутни во Турист. Ова ми е многу драга награда. А она што е симптоматично во Македонија не се ценат секогаш добрите работи и не се препознаваат на време. Ајде, кај нас многу често и поскумно се даваат награди и се препознаваат. Ова е награда од Италијанскиот Црвен крст и Монета за мир во Дел Вермо, Италија, театарот, каде што ни додела награда Ангел на годината 2008 година. Ова е амбасадорот од Гана. Позади беше и мојата керка, поголемата, која преведуваше на италијански, бидејќи она живее во Германија, ама претходно студираше во Италија, е моден дизајнер. Токму вчера споделив и нејзини успешни креации на социјалните мрежи. Бев на тој настан и навистина многу ми е драга наградата затоа што е меѓународна. Одлично. Со убав наслов. Ангел на годината. Затоа и нели ја споделуваме. Еве го автостоперот. Ете го автостоперот. Автостоперот. Тој слободарски дух на млад тинеџер кој така има фантазија во животот како ќе се развива. Убаво секој човек, независно од неговата возраст, да си го чува слободарскиот дух и детето во себе, зашто тоа е многу важно. Ова е нешто што не успеав Не успеавте да ни ја пратите, но затоа еве на телефон. Еве видите, мајагери во лед, како успеав кокам да ме фати, не ми е јасно. Ова е карате, а еве го и џудо. Значи спортот, затоа кажа, спортот е навистина многу важен кај тинеџерите особено, не само за да не навлезат во одредени пороци, зависности и така натаму, туку го јакне и духот и телото и мислам дека препорака е со тој исклучок ако не можат родителите да најдат социјално одговорни компании кои тоа ќе го покријат за децата да спортуваат. Супер, ете, се надоврзуваме веднаш со спортот, затоа што Евгений ни е тука, ги гледаме неговите фотографии, ќе ги искоментираме малку, а потоа ќе кажеме за ништо што ќе се случува баш во мај, во Канкун, ќе ни каже зашто станува збор. Еве фотографијата на Форшпанот што искоментиравме преска. Рековте дека ова е во Катар, оваа фотографија, да. Ова не е толку давна фотографија, може 5-6 години да има. На светски куп, да, во Катар на 10 километра. Кој што гледате тука, водата беше релативно ладна, така да плиевме овакви одела што се специјални за ладна вода. Тоа е убавините у спортот е тоа што имав можност да прошетам многу на многу убави места низ цел свет. Запознам многу луѓе, различни култури. Одиме со следната фотографија да видиме каде е направена и што ни кажува. Ова е семејството? Тоа е супругата Алана и двете ќерки Емилија и Ања. Овдека сме у Хрватска на одмор. Ова мислам дека лето оде. Да, ова лето е, веќе се... Значи тази слика. Тази слика, да, ова исто тази. Ова уште потазе слика, да, еве. Они покажуваат интерес во пливањето, повеќе сакаат да се бањаат се уште, но... Добро, сите дечиња сакаат нели во вода, посебно така. Уживаат, најбитна работа, најбоја работа во животот мојата фамилија и ќерките и супругата и семејството, така да единствена работа поубава од спортот е семејството, да. Баш убаво кажано. Одиме со следна слика, еве ги повторно ќеркичките. Да, ова е за Божик. За Божик. Тоа сакам да прашам дали за некој празник бидејќи така не го празнично. Да, за Божик давака ги облековме, да, они многу имаат мерак да се облакаат у сукнички, да. Војчиња кој не сака, така и треба да биде, нели? Прекрасни се, навистина се преубави. Еве ова е нешто од Весник. Од Весник, да. Баба ми, она собираше сите весници, ги собираше сите колумни за мене, надписи, слики, фотографии, албуми, она има едно така голема папка со досие за мене. Убаво. Да, и така да
премногу слики, највеќе слики од таму им извадено од кога каже сум помлад. Браво за баба. Да, она секој направо кој идев нејки ми речеше Евгени, донеси ми слика. Да. Слика да си јам за албумот. Да си стави во портфолио, што би се рекло, одиме со следната. Аха, што е ова тука? Да, ова се почетоците, но е на базенот Плаја Виста кој на Плаја Виста, Плаја Виста. Кини ме наврати сега. Да, ве сите убави времења кога Плаја Виста работеше, ние овде кеме некаде Каде си ти сега 90 години. Јас сум таму скроз во средина. Вторет. Со ночарите тука? Без со ночарите брат ми, јас сум до него, да, така малце сум заскриен. Да, ја секој се крием. Имам така малце, не сум многу фотогеничен, па секојаш сум малце поназад и ако може да нема нели камери апарат, добро. Така да, ова Плаја Виста, ова исто на базенот, ова е на Карпош базенот пред да се реновира, младост беше тогаш. Исто така сме од клуб, ја почнав да пливам во пливачки клуб Студент. Тоа време беше најголем клуб. 95-6 Тука негде, да, 90-тите. Да, одека сме дечиња, сега сме веќе возрастни. Да, возрастни. Се уште со некој се гледаме, да. Еве тука ја и брат ми, одека се мислам да сум, одека после пливачкиот митинг во Свети Никола, во Ниш, тој се секогаш беше за време на Свети Никола празникот. Дали сте близнаци, имам прашање? Не сме близнаци, не се личиме, да. Да, ове има предно 15 години е сликава, дека сме. Али да, порано заедно трениравме, он порано се откажа, ја продолжив. Така. Убава фотографија. Така, и двајцата бевме успешни, ето, има и повеќе златни медали од мене. Еве тука со Да, ова е на пливачкиот маратон Капри Наполи. 2016 година, годината кога победив на Капри Наполи. Тој е еден од најпрестижните маратони во светот. Браво. Своевремено беше неофицијално светско првенство во маратонско пливање. Супер. Може додека оди следната фотографија, што се случува во мај во Канкун? Во мај во Канкун е примен сум во куќа на славни во маратонското пливање. Честитки за тоа. Така, во Канкун е како номинација, како презентација и доделување на титулата. Така да во мај ќе идам во Канкун, каде што ќе биде таа церемонија и ќе официјално ќе влезам во куќата на славни во маратонското светско пливање. Те чекаме после пак. Да, ќе дојдам, да дојдеш. Во студио и уште една фотографија, ова е семејството со родители. Да, тоа се моите родители, брат ми, да, порано кога бевме помали, почетоците на маратонското пливање беа тука на нашите простори Хрватска, Црна Гора и моите родители правеа голема жртва. Баш бевме како номади, идевме од градче во Хрватска, Црна Гора, идевме по маратони, Србија, Хрватска, Црна Гора. Хрватска имаше многу маратони. Така да цело лето бевме цело лето пливавме маратони, се такмичевме, одмор теравме. Така, баш убаво. Да. Бизнес и задоволство исто време. Комбинација и уште една. Овега се на Балканијада, ко македонска јуниорска репрезентација на Балканијада, на Балканско првенство во Питешти во Романија. Добро. Да, тука се беа 16-17 години тука. Еве. Да, овој Линденски куп, мојот прв... Во Охрид? Во Охрид, да. Охридскиот малиот маратон. Тој е прв мој маратон што го ми испливано. Прва година го пливав 99-та година, ова мислам дека е... На 11 години? Да, на 11 години. Ова е малце сум постар тука сум победил. Така, овој прв маратон и најголема традиција во маратони, еден од најдрагите маратони ми е. Се уште се одржува, се уште истата делница од Хотел Парк до Охрид. Така. Нашиот бисер. Да. Одиме понатаму, уште колку фотографии имаме, колеги? Уште една, ако не се лажам. Уште две. Добро. Еве си тука, не знам точно колку години имаш, но имаш. Ја не знам колку медали. Според позадината на решетките да изгледаше пред да реновираме. Значи да, одека сум доста под 10 години, после некој претпоставам државно првенство во Скопје кога имало. Убави спомени.
Да, од тука е со брат ти. со брат ми да на базенот Билјанин извори во Охрид. Така. Да. Ете, малку да нашите гледачи нели видат нешто и надвор од она што го знаат и за вас и за господинот Змијанац, исто така ќе биде и за Салија. Тоа бе убави времење кога државните првенства се организираа во повеќе градови, имаше повеќе отворени базени работеа. Да. Така да сега мислам годинава полека се враќа базенот во Охрид повторно во функција. Супер. Така тоа е убави спомени, убави времења и вака сега кога проаѓав не сите слики, уствари увидов колку многу убави спомени, колку долго и колку години сум прошол пливањето и стварно некако ми возбуди, ми донесе некои така убави чувства во мене. Баш ми е драго што е така и што ете заедно го поминавме сето тоа. Да ги видиме сега фотографиите и од Салија. Работно нешто од дома, од фамилија. Ова што е сега тука? Е од лани организиравме настан по повод нели машко здравје, месец ноември или моември, како што е сега познат тренд. На фотографијата сум јас како му доделувам благодарница на доктор Димитар Трајковски, кој што е уролог од клиника за урологија. Тука заедно со колегите, тука се и двете раководителки, доктор Витеровска, доктор Лазовска, доктор Филипова и доктор Лазо. Организиравме бесплатни превентивни прегледи на УГС системот и простатата кај мажи кои што се, да речеме, во тој нели пределекционен период за развивање на овие на заболување на рак и простата и веќе традиционално втора година поред го организираме. Значи настанот е со едукативен, превентивен. Вркате ги колеги побрзо фотографиите за да стигнеме, извини Салија, за да можеме да ги прикажеме сите, а господјата ги се зборува. Тука ова е со детенцето пред зграда, да, веќе порасна за налувашка. Да. Давид. Многу убава фотографија, сите имаме, сите мајки мислам дека имаат вакви фотографии, милион. На еден настан кој што беше сега скоро организиран од страна на Јапонска амбасада, тука се и министрите, каде што ни доделија донација околу 39.000 евра за набавка на нов ултразвучен апарат во рамки на нашите специјалистичко-консултативни амбуланти. Добро. Следната да видиме што ќе ни каже фотографија, што ќе ни прикаже. Тука сум исто така на еден настан кој што го организира Македонското гериатриско здружение во рамки на една поголема КУС програма каде што бевме домаќини на повеќе земји од Европа и нели традиционално секоја година, оваа година нели се дојде на нашата земја да се организира еден таков вид настан каде што присуствува професори од медицински факултет и други чинители и се дискутира за предизвиците кои што се поврзани со гериатриските пациенти. Браво, одлично. Тука сум на 13 ноември јубилеј, 64 години, со една колешка медицинска сестра вработена кај нас, така малку да ги промовираме колегите. Тука сум со супругот, да, и со синчето, супругот Александар, во Тетово сме, да, на Шапка, мислам дека да, на Шапка. Убаво на свеж воздух. Да. Тука сум со актуелната заменик министерка за здравство, доктор Маја Манолева, исто по повод денот на одбележување на машко здравје, доделивме плакета за соработка. Тука сум јас, помлада, на свечениот настан од доделување на дипломите за завршени студии до дипломски. Супер. Сега, свадбата и тие моменти, мачкање со торта, со смак. Интересно фотографот беше. уловил таков момент. Да, убава свадба. Која година беше Василија? 2017. Таа година и ме назначи за директор, така да многу интересна, турбулентна година. Да. Одиме еве уште една работна фотографија. Работна фотографија, да, во униформа со колешките, каде што примевме поприлично поголема донација. Донациите се значаен дел од работата на јавните здравствени установи, посебно нашата, кога работиме со такви ранливи категории на пациенти, така да редовно добиваме донации и искрено многу ни помагаат, како во финансискиот, така и во останатите делови. Секако. Еве така, прв одмор заедно со Давид. Инаку,
се решивме да одиме на истото место, тогаш прв пат кога отидов, бев бремена со Давид и рековме ако не се бендиса, друг пат ќе им го покажеме дека Давид е веќе излазот. И така и Давид супер си помина. Баш интересно. Да. Се гледа и на фотографијата дека Сите сме си среќни, поминале, весели, насмејани. да. Имаме уште еден член од семејството, ова е Буби, Малтезерче. нашето малтезерче, кој што си го чува помалото братче. Тука е на денот на навршување на 40 дена на син ми. Да, И било еве дека како си убаво го деца чува. нели да растат со кучиња. Оние кои што имаат нели услови да го Тука прават. сум Тука сте бремена, да, бремена и работна слика. Муговија Тука еден некаде од вработените, пред породување, да. Значи вие до последен До рок. последно, Јас така со да, првото дете да. до последно на работа. Ова е пред хосписот Јурајдер во Скопје, една фотографија непосредно после некоја делегација. Како рековме тука што убава манекенска слика. Да, ова исто така со дел од персоналот за сегашниот јубилеен одбележување на 13 ноември во салата кај нас. Свечаниот дел се одржа во хотел Александар Палас. Навистина убав настан беше, имаше доста голема посетеност. Супер. Доста завршени активности, уште многу. Еве го Исто? сега во Александар Аха, Палас, така. вториот дел, истиот ден, одбележувавме 65 години јубилеј. Не успев да најдам слики председателот со супругата. Ова е во Мајка Тереза, каде што нашите Во некој начин корисници изработуваат во рамки на работна терапија, изработуваат рачни изработки, секогаш се со теми. Ова е ми се чини за Божик, да. Можеме да дојдеме некогаш да снимаме нешто таму, нели? Да. Кога ќе И они имате се многу некоја интересни, работа. многу се срекни кога некој доаѓа да ги посети, особено се отворени за разговор пред Супер. камера. Најбрзо што може ќе дојдеме. имаат, па да. Сега мислам дека и за Великден се спрема, да. Ова е исто така, јас сум позната по моите активности и во работните обврски. Ова е во рамки на една активност каде што ме поканила една женска невладина организација која што е лоцирана во Шуто Оризари. Повторно е темата поврзана со насилство, 16 дена активизам кога се одбележа. Ме повика да зборуваме за насилството врз повозрасната популација. И прв пат разговараме, мислам, презентирам за таков вид на насилство и навистина беше едно убаво искуство. Имавме и публика од заедницата и луѓето се отворија. Не е баш така лесно да се зборува за таа сензитивна тема, меѓутоа, особено ако доаѓа од потисното семејство, и меѓутоа битно е луѓето да го препознаваат насилството. Некои не можат да препознаваат дека станува збор за насилство и не знаат каде да го пријават сето тоа. На крај, бидејќи толку сме со време, само едно прашање што го добивме од гледачите. Дали пациенти со психијатриски дијагнози може да бидат сместени во болницата или не? Видете, тријажата, односно каков тип на пациенти се примат, се прави во рамки на нашите специјалистичко-консултативни амбуланти. И тогаш се одлучува кој може, кој не. Колегите специјалисти во рамки секој на својот домен, имаме и психијатар, имаме и невролог, имаме интернисти, имаме физијатар, дерматовенеролог и така натаму, така да сме плејада на повеќе видови на специјалности. Колегите одлучуваат врз основа на степенот на засегнатост на пациентот, дали пациентот ќе биде хоспитализиран за да може да се третира, ќе ја прими услугата преку дневна болница или преку домашна посета. Меѓутоа, во суштина, ако станува збор за едно, да речеме, психијатриско заболување, каде што пациентот е подвижен, каде што пациентот е млад, секако таков пациент не му е местото во нашето установа. Ние имаме специјализирани психијатриски центри каде што можат таму да му укажат помош. Ви благодарам многу за одговорот, ви благодарам за гостувањето и на вас, Евгени, и на вас, господине Змејанац, и на вас. Се надевам дека ви беше пријатно. Ве чекам да дојдете повторно и вас, сите тројца, кога ќе има нели што повторно нешто да ни кажете. Драги мои, се надевам дека ви беше интересен разговорот со нашите денешни гости.